Едукативно видео за заштита од COVID-19, намалување на стресот и негување на менталното здравје. Почитувани корисници, ова видео го направивме со цел да ви помогнеме во заштитата од вирусот COVID-19 преку практични совети за лична заштита, намалување на стресот и негување на менталното здравје. Насоки за заштита и лична хигиена. Мијте ги рацете често, користејќи сапун и вода, подолго од 1 минута. Внимавајте да ги опфатите сите делови од дланката и прстите. Избегнувајте близок контакт со болни лица или лица кои се вратиле од патување од земја со висок или среден ризик. Користете средства за дезинфекција или алкохолни марамчиња. Заштитната маска секогаш ставајте со чисти раце. Држете растојание од 2 метри. Како да го зачувате менталното здравје? Ни вакцина, ни лек нема. А експертите во моментов не се сигурни ни дека оние кои оздравеле од COVID-19 се целосно заштитени од нова инфекција. Затоа препорачливо е јакнење на личниот имунитет среде пандемијата. Размислете, што сакате веќе подолго време да направите, но никако не стигнувате. Да го преуредите домот, да испробате нов рецепт, да научите да плетете. Или можеби да прочитате некоја книга која долго време ви стои на полицата. Сега е идеално време за тоа. Пријателите во овој период на социјална изолација поради коронавирусот се поважни од кога било. Социјалните мрежи се добри за да се поврзете со светот. Бидејќи излегувањата и собирите сега не се можни, речиси се одвива на интернет. Ова е добра прилика да се вратите во времето, да се присетите на минатото и да се насмеете на убавите моменти поминати со најблиските. Извадете ги прашливите албуми и открите ги одамна заборавените фотографии. Размислувањето за семејството и пријателите на сите им предизвикува среќа и радост. Ситуацијата во која се наоѓаме, искористете ја како инспирација за да направите нешто креативно. Откријте различни техники на сликање. Испробајте нови музички инструменти. Пишувајте проза или поезија. Најдете си свој начин на изразување. Практични вежби за вежбање во домашни услови. Ова се едноставни и лесни вежби за рбет и зглобови, кои можете да ги правите седнати на под или седнати на столча. Почнуваме со вежбите за врат, средина вдишуваме, глава лево, издишуваме. И средина вдишуваме, глава десно, издишуваме. Продолжуваме да ја движиме главата во левата и во десната страна. Да се обидеме да ги осетиме сите сензации во делот на вратот и рамињата. Средина вдишуваме, брада кон градна коска, издишуваме. И полека вдишуваме нагоре, го издолжуваме вратот, не го виткаме превише назад. Глава долу, издишуваме. Издолжен врат, вдишуваме. Посебно тука треба да внимаваат тие кои имаат проблем со вратот. Да не го виткаат наназад, туку само да го издолжуваат. Издишуваме долу десно и глава долу лево, вдишуваме. Долу десно, издишуваме. Долу лево, вдишуваме. Можеме да ги затвориме очите за да ги освестиме сите промени во телото.
Полека завршуваме. Затвараме кратко очи со внимание во тилото. Јудиме со вижбите за раце, шириме прсти, вдишуваме и раце во тупаници издишуваме. Убаво расширени прсти, издолжени прсти и раце во тупаници силно стискаме. Кружни движења со рацете во тупаници. Преводиме на едната страна. Горе десно, долу лево. И потоа одиме обратно, горе лево вдишуваме, долу десно, издишуваме. Ги шириме рацете напред, вдишуваме, раце на рамења, издишуваме. Раце напред, вдишуваме, раце на рамења, издишуваме. Свесни за сите сензации во делот на дланките, зглобовите на лактите и рамењата. И кружни движења напред, горе вдишуваме, назад, долу, издишуваме. Лакти напред и горе вдишуваме, назад, долу, издишуваме. Го следиме просторот на градниот кош, просторот на рамењата и просторот меѓу лопатки. И одиме обратно, назад, горе вдишуваме, напред, долу, издишуваме. Затворени очи, внимание во телото. Ги спуштаме дланките, го следиме неколку моменти телото. И полека ја пружаме ногата, ја фаќаме десната нога позади на бутот, ја исправаме. И одиме кружни движења со стопалото, горе лево вдишуваме, долу десно издишуваме. И обратно, горе десно, долу лево. Го следиме стопалото, зглобот на стопалото. Па ја виткаме десната нога во колено и полека ја исправаме. Вдишуваме кон себе, издишуваме права нога. Го следиме просторот на коленото, меѓутоа и сите сензации низ ногата. И одиме да го придвижиме колкот, ја повлекуваме ногата нагоре, полека ја спуштаме долу. Вдишуваме нога кон себе, издишуваме нога надолу. Со внимание во десниот колк. Ја спуштаме ногата, го повторуваме истото со левата нога. Кружни движења со стопалото. Вдишуваме горе десно, издишуваме долу лево. Обратно горе лево и долу десно. Го виткаме коленото, вдишуваме, исправено колено, издишуваме. Значи, сите вежби ги работиме во граници на пријатност, колку ни дозволува телото и колку можеме. Без преистегнување.
И вдишуваме, го повлекуваме коленото кон себе, издишуваме надолу. Вдишуваме нога кон себе, издишуваме нога долу. Го следиме ливиот колк. И кратко го следиме телото. Практични вежби за намалување на стрес преку вежби со дишење. Продолжуваме со труделно јогиско дишање, десна дланка над лева. Вдишуваме, полниме стомак, раце одат напред, полниме граден кош, раце на страна и горен клавикуларен дел, раце горе. Издишуваме горе, гради, вовлекуваме стомак. И полниме стомак, граден кош, горен клавикуларен дел. Издишуваме горе, гради, вовлекуваме стомак кон рбет. Раце напред, вовлекуваме. Кога рацете одат напред, го полниме стомакот, рацете на страна, градниот кош и рацете горе, горниот дел, на белите дробови, издишуваме од горе надолу. Настојуваме максимално да вдишуваме во сите три дела и максимално да го издишаме целиот воздух од сите три дела. Можеме и да ги затвориме очите, едноставно да се опуштиме при вежбата за дишање. Труделно јогиско дишање го смирува телото, го опушта телото. Доколку имате потреба, на располагање сме ви на SOS линиите 02 3 228 347 075 352 246. Драги корисници, овој дневен центар не е исто без вас. Вие сте срцето на овој проект. Без вас не би функционирале. Бидете оптимисти во овие тешки времиња, затоа што вие сте позитивен пример за ова општество, што значи активно старење. Се надеваме дека во што поскоро време ќе се видиме тука и заеднички ќе се дружиме и ќе ги реализираме програмските активности. Чувајте се и секое добро. Драги наши корисници на дневниот центар, пред се сакам да ве потсетам дека не сте сами. Дури во вакво време, во време на пандемија, ние сме тука за сите вас. Пред нас е уште еден предизвик, кој што ќе заврши побрзо доколку ги почитуваме мерките за заштита. Чувајте се и секое добро. Почитувани лица во трето доба, вие сте големината на човекот. Вие покажувате што е тоа што еден човек може и добро и лошо да помине. Оваа пандемија ќе помине. Мора да издржиме заедно. Ние сме тука да дадеме поддршка за вас. Ве мисли и сака вашиот Црвен крст.